Добар ден на сите. Почитуван министер за внатрешни работи и заменик председател на владата, господин Оливер Спасовски, почитуван архиепископ, господин Стефан, почитуван градоначалник на град Скопје, господин Петре Шилегов, почитуван градоначалник на општина Газибаба, почитуван Борис Ѓорѓиевски и пред се и над се почитуван собственик на Индустри сервис, господин Драган Смилковски. Ова е денеска ваш ден и ова е ден за вас и вашите вработени. Мене ми представува особена чест и задоволство, а можам да кажам за мене и празник, како човек што доаѓа од индустрија, секој отварање на поставување на камен темелник и почеток на градење на фабрика. Заради тоа што така се градат темелите на државата. Државата се гради преку економијата, а економијата овозможува благосостојба на граѓаните. И само тоа е она што е вистинска вредност за сите граѓани во било која држава. Она што сакам да го споменам е дека овој објект представува само една последица на тоа што има индустријски развој во Република Македонија, бидејќи не само директното производство, него и производството на храна, која што е придружна дејност на било кое производство, е практично последица на индустриализацијата на Република Македонија, која што во моментов интензивно се случува. А бројките тоа немилосрдно го кажуваат. Јас само две работи ќе подвлечам, а тоа е дека компаниите кои што имаат обезбедено исхрана за своите вработени, светската пракса покажува дека 20% ја зголемуваат продуктивноста. Точно оваа компанија ќе овозможи за нивните клиенти да имаат 20% поголема продуктивност, бидејќи тоа го покажува светската статистика. Исто така е многу важно што ова е фамилиарна компанија. Почнала како мала, се развила во голема и јас им посакувам да стане уште поголема. А овој денешен ден се надевам дека тоа ќе им го овозможи. Спротивно на сите тоа што мислат дека големите компании или економијата во светот ја држат големите акционерски друштва, фактот е, па чак што више и индустријата на една голема индустријска земја како што е Германија, 70% ја држат фамилиарните компании, кои што почнале пред многу години и кои што во континуитет се развивале со паметен менеджмент. Се надевам дека и вашата компанија ќе биде точно таква. Бројките во индустриализацијата немилосрдно зборуваат, а тие се следните. 8,1% е зголемено индустријското производство во јули 2018 година во споредба со јули 2017 година. 5,5% е зголемено индустријското производство од јануари до јули 2018 година кумулативно во споредба со истиот период минатата година. Просечната плата во Република Македонија за јули месец изнесува 24.203 денара и е 6,1% повисока од јули 2017 година. 14,1% е зголемено извозот од Република Македонија. Точно тоа се клиентите на фамилијата Смилковски и на компанијата Индустри сервис. Вие само ќе имате повеќе клиенти, ние како влада ќе ви бидеме партнер добар, ние не ги правиме вашите инвестиции, нашата задача во оваа држава е да ве поддржиме и да ве помогнеме. Компанијата Индустри сервиси се корисник и на програмата Странски експерти за македонски компании кои што организираше како донација владата на Република Македонија за компаниите. Колку сум ја информиран, во декември ќе дојде странски експерт за да ви помогне во вашите програми и во вашето производство. Исто така, вие бевте и учесник на третиот столб за поддршка на мерките за финансиска поддршка што владата ги организираше преку Фондот за иновативност и вашиот проект е оценет добро и ќе биде доделен во вториот бран на средства кои што ги имате. Со оваа инвестиција ќе бидете кандидати, односно ќе можете да аплицирате следната година, 2019 година, во мерките за индустријски раст кои што ги дефиниравме транспарентно со закон и тие се даваат само после инвестициите. Откако сопственикот ќе ги инвестира своите пари, државата ќе направи поврат. Драги пријатели, она што денеска не чека во Република Македонија на 30 септември е пред нас, е само еден чекор напред во стабилноста на државата, во дефинирањето на државата, но верувајте ми, тоа е уште поголем чекор напред во економијата на Република Македонија, бидејќи учеството или нашата партиципација во НАТО и во Европската Унија како држава секако представува надворешна политика, секако представува стабилност
на државата од сите аспекти, но верувајте ми, пред се покажува добра економија. Заради тоа што сите инвеститори домашни и странски сакаат владење на правото и сакаат стабилна држава. А стабилна држава за мала држава како што е Македонија претпоставува да биде дел од овие најголеми евроатлански интеграции, извинете, во светот. Значи само тоа е начинот како Република Македонија може да биде стабилна држава. Сосема на крај, на семејството Смилковски ви посакувам многу среќа, ви посакувам многу успех, на вашите вработени многу убави денови во овој прекрасен објект што го гледаме позади нас и како архитектура прекрасен, и ви посакувам пред се вас профит, а на вработените благосостојба и добар живот. Ви благодарам на сите. Почитуван заменик на владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања Кочан Ѓушов, почитуван министер за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски, почитуван градоначалник на град Скопје Петар Шилеков, архиепископ Охридски и македонски господин Стефан, почитуван Драган Смилковски, собственик на Индустри сервис, почитувани гости, медиуми. Чест ми е што од денеска општина Газивава е побогата за уште една инвестиција. Се поставува камен темелник, започна изградба на нов објект за подготовка, дистрибуција и послужување на храна, односно индустријски кетеринг. Реномираната компанија Индустри сервис преку ова инвестиција која што вреди 1,5 милиона денара, односно евра, ќе оствари нови работни места за 100 луѓе, а се очекува да биде готова втората половина во 2019 година. Ке се простори на 1800 метри квадратни, кој што ќе има капацитет да послужи преку 9000 оброци дневно или 2 милиона на годишно ниво. Тоа е импознатна бројка која што е за почит и за респект кој што досега тоа го направиле. Објектот се наоѓа на улица Благој Стефковски, безброј, веднаш за средното електронско училиште на град Скопје Михајло Попин на територија на општина Газивава. Овој објект за подготовка на храна ќе представува најголем и најсовремен угостителски капацитет од овој тип на цела територија на Македонија, а целна група ќе бидат домашните и странските компании во земјата со над 300 вработени. Општина Газивава и во иднина ќе ги поддржува сите инвеститори кои ќе сакат да вложат на наша територија, а со тоа директно да влијаат на развивање на општината и што е особено важно, на намалување на невработеноста во Газивава и младите да не останат во Република Македонија. Отворени сме за сите странски домашни компании и општина Газивава секогаш ќе биде нив лојален партнер. Ви посакувам голем успех на вашата компанија, господин Драган, и што повеќе вработени во оваа компанија и убави успеси во идниот ваш развој. Благодарам. Почитуван вице-премиер господин доктор Кочан Ѓушев, почитуван министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитуван на ваше блаженство архиепископ Охридско-македонски господин Стефан, почитуван градоначалник на град Скопје господин Петар Шелегов, почитуван градоначалник на град на Газивава, општина Газивава, господин Борче Ѓорџиевски. Дозволете ми најнапред да ви се благодарам за вашето присуство. Особена чест и задоволство ни представува денешниот чин на поставување на камен темелник на кој учествувате со нас, поделувате со нас. Денес Индустри сервис го започнува најкрупниот инвестициони проект во развојната стратегија на компанијата, на сопствена локација со комплетно нова хала и најсовремена технологија. Локацијата е на 2650 метри квадратни, односно 1800 метра квадратни е градежна парцела. Новиот проект има капацитет за 9000 вработени, основно преку 2 милиона оброци годишно. Купната инвестиција за реализација на објектот е 1.500.000 евра, од кои што наша инвестиција е поголем дел и дел од банките, кои не поддржуваат.
да поздравиме Комерцијална банка. Да ги комплетираме сите градежни активности и новиот објект да биде оперативен, очекуваме вториот квартал на 2019 година. Во првата фаза планираме 50 работени, во наредните 3 години вкупно 100 ќе бидат. Наши клиенти, главни клиенти се Фени Индустри Кавадарци, Вучим Радовиш, Сокотап Битола, Дрешлер Мајер Кавадарци, Маркарт Велес и Леар Тетово. Све се приватни странски фирми. Денес као најголем оператор на храна во Република Македонија со 152 вработени во сите наши делови единици. Послужуваме 9000 вработени дневно во 3 смени. За нашиот досегашен успех говори податокот што нашата компанија како оператор со храна се наоѓа во групата на 200 најуспешни компании. И сме дел од групата на големи даночни обврзници. Покрај деловните успеси, Индустри Сервис е компанија посветена како етичко деловно работење и општествена одговорност. Во повеќе наврати имаме донирано дел од профитот за социјално загрозени групи. Активно ги помагаме спортските и културните настани во општините каде што се лоцирани нашите деловни единици. Индустри Сервис е друштво кој управувањето со својот човечки потенцијал го смета како основен темел на својот успех и се стреми да креира позитивна работна средина. Основна политика на друштвото е да води социјална грижа за сите вработени. Активно го поддржуваме проширувањето на семејствата. Ние сме која фирма за пример што секоја бремена жена 3 месеца пред породување добија наградно породилно. Во моментот имаме за последните 4 години 30 новороденчиња. Го стимулираме личниот развој на нашите вработени преку финансирање на обука и семинари, стипендии, мастер студии на секој кој ќе изрази желба за наградување на своите знаења и вештини. Стипендираме деца на наши вработени. Согласно официјалните податоци од Државниот завод за статистика, слободно може да се пофалиме, иако викаат нечини да зборат многу, од Завод за статистика, просечен личен доход во ugostителска дејност е 15.700 и нешто, кај нас е за 33% поголема од нашата дејност. Целта наша која е? Вработените, сега слободно ќе кажам, ќе завршам со ова, да не поздравам многу, ни дадува пример. Кога беше интенција на влада зголемување личен доход. Прв кој пример мора да го поздравам господинот Николајчо Николов. Уставот рече, ви ги покачува плативе за 20%. Пошто они се бакари златимат се богати, они 20, ние 15 им ги накачаме во Устав. Коректно. Во овој контекст ги поздравам владините политики за поддршка на развој на индустријата преку план за економски раст, кој ги препознава потребите на домашните компании. Индустри Сервис одлучи да инвестира значителни финански средства во овие неизвестни времења, надевајќи се на подобро утре. Преку нов бран на странски инвеститори, нови вработувања и задржување на младиот образован кадар во Република Македонија и своите деца, и децата на нашите вработени. Упатувам апел до јавните институции да бидат сервис на стопанството и континуирано да работат на намалување на бирократските бариери со кои се соочуваме ние домашните компании. Воедно, сакам да му заблагодарам на градоначалникот на општина Гази Баба што ни помогна со помалце средства да ги поминеме работи. Иако помина 2-3 месеца да го решиме тоа што се реша за 10 дена. Ипак благодарам. Наш заеднички интерес е да имаме успешни компании кои ќе бидат економски раст на државата. Затоа ги охрабруваме сите оние компании кои имаат за дополнителни инвестиции и проширување на своите капацитети, да ги препознаат владините мерки и активно да учествуваат во одржување на стабилен економски раст и развој. На крајот би сакал да упатам порака на моите вработени. Ви благодарам за вашата посветеност кон нашата заедничка цел да обезбедиме Индустри Сервис Скопје да продолжи да биде лидер на пазарот и да работи со интегритет. Благодарам многу.